Почитуван подпредседателе, почитувана македонска јавност, почитуван министер за правда, не сум целосно задоволен од прашањето и немам дополнително прашање, меѓутоа ќе ме разберете зошто вам ви го поставувам прашањето. Јас во еден наврат реков дека го поздравувам начинот на кој што работи Министерството за правда. Имавме добра дискусија, добра дебата, имавме амандмани кои што се прифатени од вас и токму и така го поставив. Дали верувате дека имате влијание во секторот кој што го раководите? Сметам дека потребно е Министерството за правда и вие да земете многу подобар, проактивен пристап и целата опозиција овде ќе ви стои на располагање. Дајте веднаш да преземеме мерки и активности. Дајте да го промениме Законот за државен испитен центар. Па не може директорката на државен испитен центар да одлучува дека кој да биде директор, кој не може да биде директор во државата. Дајте да предвидиме измени во Законот за спречување на корупција. Не може Лјупчо Николовски да оди да се слика по македонските патишти и да дели ужинки на учениците од 9 активности, да има спроведено 0. А тој треба денеска овде да биде разрешен. Дајте да има одговорност. Не може 5000 предмети исчезнале од управен суд и ние си ја подаваме топката, а верувајте, тие се од огромна вредност, тоа се предмети од царината, таму лежат државни народни пари. Не може овде представник од владата кој што е задолжен за политика за добро владење да се амнестира и да не знае како завршувале пари од кумка и кумашин. Дајте да направиме системски, мултисекторски пристап. Да не подсетувам дека имаме законски решенија каде што во еден закон се предвидуваат рокови и за едно министерство, и за МВР, и за суд. Дајте да донесеме такви одредби во Законот за спречување за корупција, во Законот за пример државен испитен центар. Дајте да ја контролираме работата на АДСМ. Цела јавност знае дека милионските тендери за набавка на струја и договорите за јаглен што не се објавуваат се вртат преку АДСМ или поранешно ЕЛЕМ. И замислете, во стратегијата за борба со корупција тие имаат 0 предвидени активности. Не дека не реализирале. За нив нема ни предвидено активности. Тие се невидливи за државата и за државната борба против корупцијата. Дајте вие како министер да направиме системски избир од закони со кои што нема да дозволиме ниту еден, кој што гледаме има 14 вработени да глуми дека нема никаква улога. Во извештаите кои што стигнаа овде, во извештаите статиста, во извештаите кои што стигнаа овде од јавното обвинителство и Советот за не е за смеење. Не е за смеење. Не живеете во држава која треба да се смеете. Во извештаите само уште една работа. Нема ниту еден предлог како да се подобри состојбата, вие тоа добро го знаете, само се бараат дополнителни парични средства. Дајте да ставиме крај на тоа, затоа што борбата против